работодавците се дрзнаа да бараат пари за нив. Со ова ваша изјава пред неколку месеци ја разбранувавте бизнес заедницата, меѓутоа она што се наметнува како прашање, што поконкретно барате во делот на санирање на последиците и задоволување на потребите на работниците? Не се компаниите тие кои бараат пари за себе, туку сакаат во овие услови на енергетска криза сите да бидат да обстоиме, сите да бидеме на крајот успешни или помалку успешни, меѓутоа позадоволни од своето делување во оваа наша држава. Она што сакам да го кажам е дека во овој период и како компаниите имаат проблем со се уште недефинираните даночни реформи на крајот на годината сме, меѓутоа ние се уште ги немаме дефинирани и ги немаме на маса даночните реформи. Компаниите се соочуваат со недоволно квалификуван, недоволно квалитетен кадар, помала продуктивност на работниците. Компаниите се соочуваат со еден конзервативен закон за вработување на странци, нели поврзано со недоволниот број на работници на пазарот на трудот. Во исто време се соочуваме со укинување на еден од најквалитетните закони во овој период, а тоа е законот за субвенционирање на платите. И во исто време имаме воведување, односно најава за воведување на новиот закон за работни односи, кој се работи 5 години наназад, кој на работниците ќе им донесе многу повеќе привилегии во однос на работодавачите од претходниот закон. Од тука сакам да кажам дека и како работодавачите имаат сериозен предизвик пред себе во наредниот период. Социјален диалог или разговор на глуви водевте со владата, синдикатот, владата и организацијата на работодавачи. И дали со постигнувањето на договорот за минимална плата го постигнавте ефектот во ситуација кога имаме двоцифрена инфлација, енергетска криза, растат цените на производите? Организацијата на работодавачи секој пат се стреми своите проблеми да ги посочува институционално, односно и своите идеи да ги пласира институционално. Од тука секој пат велиме дека Економско-социјалниот совет е тело каде што се презентираат сите наши проблеми, сите наши согледувања на економската ситуација, меѓутоа поголем е проблемот што делот водечките лица на институциите не го сваќаат сериозно Економско-социјалниот совет како институција која ги креира овие закони кои се поврзани со работодавачите и работниците во исто време. Ако велиме дека, знаеме дека за цела една година се одржани само 5 состаноци на Економско-социјалниот совет, ќе видите колку сериозно се сваќаат сите овие функционирање и на синдикатите, нова трипартитно тело, синдикатот, владата и работодавачите. Мора да знаеме дека законот за работни односи кој ќе биде спроведен ќе предизвика што повеќе диалози со синдикатите, тоа бипартитно договарање, меѓутоа синдикатите по друга страна настојуваат многу повеќе од своите барања да ги внесат во законот за работни односи, што е спротивно на колективното договарање. 2022 беше кризна година. Ако ги прашате денес најголем дел од стопанствениците ќе ви кажат дека 2023 ќе биде тешка година за бизнисот, но проекциите пак на ЕБОР се дека идната година ќе дојде до зголемување на платите, пензиите, ќе бидеме сведоци на раст на македонската економија. Што вие мислите? Колку овие проекции и прогнози се реални? Донесувањето на минималната плата, таа легендарно зголемување на минималната плата, не направи сите побогати и попродуктивни, она што го велевме, туку оваа инфлација ја изаде и платата, ги изаде и нашите профити на компаниите, така да не се надеваме дека следната година ќе биде многу посрекна од оваа, туку напротив. На 4-тиот Економско-социјален совет министерот за финансии рече дека следната година сите ќе мора да ги стегнеме ремените и да бидеме многу поштедливи, дури да се ограничиме и да се откажеме од оние привилегии
кои и не така многу сме ги имале во претходниот период. Инфлацијата ќе биде многу повисока, ако знаеме дека нашите компании мака мача да ги задржат пазарите надвор, бидејќи соседните земји користат суштински бенефиции од нивните држави, а ние многу тешко ги освојуваме тие надворешни пазари, многу тешко ќе ги одржиме во наредниот период. Повисоката плата, повисоките пензии ќе направат повисока цена на производите, што нема да не направи повторно, велам, побогати и посрекни. Од друга страна, ние сите знаеме дека или го имаме податокот дека 220.000 работоспособно население, намален бројот на работоспособното население за 220.000, што е сериозна бројка. Ќе се соочиме од следната година со недостаток на квалитетен и квалификуван работен кадар и тоа треба да ни биде водилка на сите нас во иднина. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам.